Добро вечер со топ тема на ваша страна. Дуи се пишмани ќе чека председателот Иванов прво да му го даде мандатот на Заев, а потоа пак ќе размислува дали ќе влезе во владата. Во меѓувреме од кабинетот на Иванов велат дека тој за ден-два ќе се произнесе околу давањето на мандатот на Заев. Дали ова заткулисна игра околу распишувањето на локалните избори? Дали ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе му ги врзат рацете на Заев, па наместо неговата, старата техничка влада на Емил Димитриев да ги организира локалните избори или некоја политичка влада? Но кој ќе ги распише, кога собранието не избра ниту свој председател? Вечерва во топ тема на ваша страна на овие и на други прашања одговараат аналитичарите Владимир Божиновски, Дане Талевски и Александар Новаковски. Останете со нас. Добро вечер за моите гости, аналитичари вечерва во студиото. Очекувавме бурна ноќе во смисла на тоа дека беше најавуван Централниот комитет на ДУИ, меѓутоа тие се пишманија и рекоа дури од кога ќе биде даден мандатот. Заврши протестот кој го организира група невладени организации кои се залагаат против нарушување на унитарноста на државата, како што велат, или промена на името. И добро е да остане мирно и политички да се решаваат работите, меѓутоа многу недоумици и неизвестности лепдат во воздухот, многу прашања отворени, а долго време трае сето ова. Јас не се сеќавам дека подолго може би се формирала една влада во Македонија, може би она првата експертската, не знам, ова навистина долго време се прави. Меѓутоа, она што, еве, Талевски, од вас ќе почнам, ме зачуди пред почетокот на емисијата, нема официјален став од Иванов во однос на доделувањето на мандатот на Иванов. Се очекуваше од кога ќе се соберат 67 подписи тој и да му биде даден, меѓутоа ден или два не се знае зошто му требаат на Иванов, а од друга страна од кабинетот еве неофицијално се слушнавме и велат тој ќе се произнесе во однос на мандатот на Заев. Има ли простор за произнесување кога нема законските сите норми се исцрпени да го даде мандатот? Па нема простор за импровизација и нема простор за самоволие. Мислам дека целиот простор за импровизација и самоволие во Македонија е сведен на минимум. Уставот по ова прашање е експлицитен и јасен и улогата тука на председателот е безмалку техничка. Тој малку ја измести процедурата во смисла без да побара некаков доказ од Груевски дека има парламентарно мнозинство обезбедено, му го даде мандатот, после употреби двоен стандард, кога Груевски не успеа да ја создаде коалицијата и парламентарното мнозинство побара да се обезбеди и да добие доказ дека има мнозинство во собрание, сега го има доказот и ја не знам зашто треба пауза од ден-два, ако е само толку, за да се спроведе уставот. Експлицитен е и јасен е дека мандатот се дава на оној представник на политичка партија или политички партии кои што имаат мнозинство во собранието. Во овој момент се чини дека нема никаква дилема, дека има 67 подписи, тоа е јасен знак дека постои мнозинство во собранието и дека има услови да почнат преговори за составот на владата и таа владата во тој законски рок од 20 дена да биде освоена и поддржана од страна на тоа мнозинство. Се надевам дека председателот нема да импровизира и се надевам дека доследно ќе го почитува и следи и примени уставното решение кое е предвидено. Божиновски, и овие протести што ги гледаме се однесуваат на тоа дали ќе се зачува унитарноста на државата. Меѓутоа, кога станува збор повторно за председателот, тој во првиот говор даде одредени услови во наводници, кои потоа речете не, тоа не се услови, тоа се мислење на председателот во однос на тоа како треба да биде експозето или она за што треба да се залага владата. Меѓутоа, има ли простор тој за ден-два да каже дека се уште мисли да не го дава мандатот затоа што е загрозена унитарноста на државата и да го спроведува практично, да ја спроведе онаа политика и она што сега го прави ВМРО ДПМН, апропо и интервјуто на Груевски? Да речеме председателот се уплашил за унитарноста на државата, па нема да го даде мандатот. Ето околу тоа
која е улогата на председателот, уставот не е доволно јасен. Значи, уставот е јасен во член 90, уставот е јасен дека председателот во рок од 10 дена треба да му го додели мандатот на представникот од политичката партија или партија кои што имаат мнозинство. И тука завршува. И после тоа 20 дена треба да состави влада. Така да председателот го додели мандатот на партијата која што имаше мнозинство од освоено мнозинство од местата во парламентот, значи пратенички мандати, не се успеа да се состави влада и после уставот нема други решенија. Така да све после тоа е импровизација. Се разбира дека треба да се на некој начин да се биде во да се делува во духот на законите и на она што би требало да биде во една демократија и затоа мислам дека она решение кој прв собере или кој успеа да собере над 61 потпис на председателот Иванов беше добро решение. Видовме дека тогаш сите партии се ставени во еднаква позиција. Меѓутоа сега се дадени потписите и повторно има некој активизирање со времето. Потписите нема денеска беа доставени потписите. Така може ли да се произнесе поинаку, обврзане според уставот да го додели мандатот? Не е обврзан според уставот. Пак ќе ви кажам, значи све ова што е веќе ги надминувани уставни. Уставот велеше само 10 дена е должен во рок од 10 дена да го даде мандатот и после мандатарот во рок од 20 дена да ја состави владата. Не се успеа тоа правиот, да. Ама сега ви успеа. Јас не можам да сфатам од вас дали сметате дека има можност Иванов за ден или два да каже дека не го дава мандатот? Мислам дека нема. Значи јас верувам дека председателот со оглед на она што го изјави, односно дека ќе му го даде мандатот на оној кој што ќе му донесе над 61 потпис, со тоа да тој предуслов исполнити, сметам дека мандатот ќе биде добар. Никој не знаеме точно зошто ова пролонгирање на роковите, каков е вашиот впечаток, затоа што зборуваме нели за устави, за членовиот устав, дали имало различни аршини или не, меѓутоа се стигна до некоја конкретна бројка веќе. Според вас зошто ова се случува? Па добро, јас мојот став го кажав и јавно дека според уставот јас мислам дека председателот го додели мандатот на партијата или партиите кои освоија мнозинство во тој момент, значи не мнозинство, него најмногу гласови, да кажеме ево условно на победникот. И тоа мислам исправно беше согласно уставот, но тие не успеа да состават влада, добија мандат и според мене немам дилема дека е председателот должен да го достави, посебно сега кога доби уверување дека се собрани 67 пратеници. Исто така сметам дека во уставот можеме и гледам доста и уставни експерти може да толкуваат, но тоа е еден член. Значи партиите кои освоиле мнозинство. Ево сега имаме мнозинство, јас не очекувам председателот дека би ја продлобочил кризата или би ги зголемил тензиите ако не ги додели. Значи доделува мандат и се прави напор да се состави влада. Еден од тие кои ги дадоа потписите се уште не се изјаснети дали ќе партиципираат во извршната власт. Сите тие околности кои се случуваат во последно време мене ми даваат полно право да кажам дека ние стварно сме во сериозна ситуација и треба малку председателот овие потези да ги правеше претходно. Сега мислам дека му се врзани рацете. Сега веќе ќе се префарли топката во собранието и таму пратениците ќе одлучат дали ќе се избере владата или нема да се избере. А во кој смисол? Сметам дека беше должен, не според устав, не според закон, но како председател на оваа држава, барем да се види кој во моментов и каква била волјата на партиите, за да не бидеме измачувани со овие долги преговори, бидејќи времето се оди. Значи, толку долго влекување до сега не било, во право сте, и народот, например, кој не ги разбира овие законски одредби, со право смета дека нешто се калкулира, нешто се спрема, па потоа се најавуваат некои други комбинации, пак имаме протести. Сметам дека сето тоа би завршило со еден конструктивен потек на председателот, дека и кажа, кому се достават потписи, дека ќе го даде мандатот, па новиот мандатор
ќе се обиде да направи влада. Ако не направат влада, тогаш мислам нема друго решение освен избори. Она што Иванов го заговараше беше зачувување на унитарноста на државата, а сега тоа стана парола на ВМРО ДПМН на еден начин. Колку и да ни изгледа неусогласено, ова што вели Новаковски, народов што гледа телевизија, што чита весници и слуша радио, ќе си помисли можеби дека ова е се нешто договорено. Затоа што од една страна ДУИ цело време пролонгира, до сега преговараше за 67 потписи за платформа, па сега ќе преговара дали ќе учествува во влада. ВМРО ДПМН се обиде да состави влада со ДУИ по истите точки од платформата, меѓутоа не успеа, ДУИ вели заради СЈО и заради правните норми кои што треба да се почитуваат. Ова е некако на крај можеби и гласачкото тело веќе се осеќа изманипулирано. Меѓутоа, сметате ли навистина дека се работи за некој поголем договор, за да се купи време, да се пролонгира носењето на власта, а потоа, еве и во следниот турнус на прашања, можеби и заради локалните избори тоа се случува? Па видете, не знаеме сега, можеби тоа се да спекулации, можеме да нагаѓаме дека има одредена блискост, синхронизираност, ајде да речем, помеѓу потезите и одлуките, поголема синхронизираност помеѓу потезите и одлуките на ВМРО ДПМ и на ДУИ, како така ете, да се малку искоординирани. Мислам дека тоа оди на директна штета на ДУИ, бидејќи нивното гласачко тело веќе ги казни, сега со сето ова исчекување, кај нив не се намалува фрустрацијата и гневот. Таа едно недоумица и фемкање на ДУИ, не сакање да се послуша и следи волјата на најголем дел од албанците во Македонија, може да биде на нивна штета. Не гледам дека нешто посебно тоа му помага на ВМРО ДПМН. Го става тоа ВМРО ДПМН на лоша позиција да повторно го разгорува етничкиот национализам, кој ни на кратки стази може нешто да им донесе, на долги стази е апсолутно штетен и токсичен за целата држава и за идните генерации и создава еден неверојатно ги продлабочува проблемите во Република Македонија и влијае лошо за една фрагилна етничка кохезија која во моментов сепак ја имаме. Дали тие нешто прават позади, си играат како кукларска представа и се обидуваат тука да ги координираат нивните настапи, мислејќи дека повторно можат да на таа етничка карта да играат и едните и другите за да привлечат гласови, не знам. Можеме да шпекулираме, изгледа така, но од друга страна мислам дека нивниот прв обид да состават влада пропадна и сега не гледам дека од она што може вчера да го видам од интервјуто на Груевски, неговото браќање, тој се чини потполно неинформиран за процесите кои се случуваат, излегува со некои предлози само да ја успори, односно да наштети на процесот на формирање на влада помеѓу СДСМ и другите политички партии. Така да не мислам дека во моментов има барем тоа е мојот впечаток, дека нема преголема уиграност помеѓу нив, туку се уште постои не ми е јасно зошто во ДУИ некоја недоумица дали да се заврши овој чекор кој што веќе тргнале да го прават, бидејќи е многу несериозно од нивна страна како политичка партија во очите на нивните избирачи, на нивните гласачи, сега да ги дале потписите, а понатаму не се сигурни повторно, мислам, што останува тие да преговараат со СДСМ. Ама не ја даваат, така изгледа народски. Значи, ми се чини во голема мера заедничките точки им се веќе усогласени, ако веројатно немаат почнато преговори кои се за поделба на владата на место, допрва ќе доаѓа, но не гледаме некои големи програмски разлики да сега повторно да им бидат, барем да се јави некаков расцеп помеѓу нив. Божиновски, исто уште една дилема ми се наметнува. Од една страна ова пишманење на ДУИ неизвестност, од друга страна додека тоа трае, иако еве веќе е договорена да речеме платформата јазикот, трае една друга реторика, она што го видовме вечерва на улиците. Значи, иако ДУИ е неизвестно дали ќе влезе во влада, а ако веќе договорила нешто такво за што се плаши еве народов или дел од народот дека ќе се спроведе, нелогично е да се прави толкова сега фама околу сето тоа, уште не се знае ни дали тие ќе влезат во владата, како сето тоа ќе се спроведе и до каде ќе стигне. Па затоа ме чудеа и они изјави на Груевски во смисла дури на кантонизација на држава, значи предалеку имам впечаток дека се оди со сета таа реторика во момент кога не се знае и дефинираниот партнер на
на Заев кој е? Не, нема зашо да ве чуди, мислам, дуи беа јасни и другиве, Алијанса за албанците и БЕС. Кога ќе им се прифати, особено дуи. Заев ќе добие подписи доколку ја прифати платформата на албанците, скроена во Тирана од страна на премиерот на соседна Албанија. За платформата за која што разговара и За со ВМРО платформата, да. Ама очигледно дека со ВМРО ДПМН не се договорија. Смешно е да излезе некој со изјави дека заради СЈО им пропаднала владата на ДУИ на ВМРО ДПМН. Смешно е. Меѓутоа немаше кога заврши се тој договор што не се исполни, ВМРО не излезе со конкретен став тогаш дека одбиваме ова, одбиваме во судството, одбиваме амблемите да се сменат. Значи никој досега до излегувањето на Груевски тие не користеа ниту такви аргументи, ниту таква риторика. Значи Затоа никој не знае од нас кој што како се договарал или преговарал. Само знаеме дека ВМРО ДПМН и ДУИ не се договорија заради платформата, а СДСМ и ДУИ се договорија заради платформата. Прва работа. Втора работа. ДУИ јасно излезе со став, а тоа никој од СДСМ не го не излезе да го побие, дека нема пипање ништо во платформата, освен усогласување со уставните норми, затоа што заменување на устав е потребно двотретинско мнозинство, кое што го немаат, бидејќи ВМРО ДПМН е против. Така да, ДУИ излези и кажа, целата платформа се усогласуваше да биде во согласно со уставот, тоа го изјави и Осма Кадрил, кој што им служил на ДУИ како правен или уставен експерт, и дека едноставно, како кажа Бујар Османи, нема буква да се менува од тоа што е платформа, туку само ќе се надогради, може евентуално да се надогради нешто. Со да само не за тоа да го побие. Така да ние ја имаме платформата. Ако не се менува со од каде се гледа загрозување на унитарноста на државата? Види каде се гледа. Во една држава јазикот, службениот јазик на таа држава е еден од столбовите на државноста. Значи, ако го снема тоа, меѓутоа со законот за јазиците донесен во владата на станеме бинационална држава, ако станеме бинационална, односно билингвална држава, а веќе сме нели мултиетничка држава, после станува само територијата како еден меѓутоа сето тоа е веќе во постоечките закони. Во Индија има 22 официјални јазици. Кој е столбо на државата? И во Европа колку има? Во Европа има земји што имаат повеќе јазици што користат. Унитарни, Индија не е унитарна држава данес. Меѓутоа имаше европски земји како Холандија. Индија знаеш дека има повеќе држави. Индија не е унитарна држава. Унитарни држави во Европа нема ниту една која што има два официјални јазика. Да, ама во Македонија се користи албанскиот јазик години наназад. Едно е да се користи, друго е да биде официјален јазик службен, како што изјави Заев, заедно со македонскиот. Значи мора да има еден јазик кој што ќе има предимство. Ние значи сме, ако сакаш, извини, ако некој сака, ако си ја сака државата и ако си го сака јазикот, тогаш е националиста, а ако некој друг во Албанија премиер прави платформа, тогаш е космополитски тоа да се прифати. Сега да зборуваме што до сега постоеше во законите и што сега повелете Талевски. 2008 година ДУИ и ВМРО ДПМН носат закон за употреба на јазици. Добро. Тоа е дел од нивното преговарање за да се направи владата, така? Добра. И се дава еден широк опсег на употреба на албанскиот јазик безмалку во сите јавни институции. Од 2011 година тоа се проширува и се надградува. Добра. И Груевски ова го кажува на интервју, кога беше тој интерен период, пред да биде да пропадне работата, тој излезе со интервју каде им се нуди и се фали на албанците колку многу направил за нив. Меѓу другото кажува дека закон за употреба на јазици, значи широко, без малку, албански е официјален јазик во Република Македонија, се користи во собрание, се користи во влада, се користи во судови. Ова ако има некакво... Едно е да имаш јазик кој што може да се користи во официјална употреба, а друго е да биде на исто ниво со македонскиот. Не дозволи. Значи кажува Груевски во тоа интервју дека донесле закон за амнестија на хашките случаи.
Значи кажува и други работи кои што неговата влада ги направиле за албанците. Значи имаше една комплетна неконзистентност во политичката реторика. Кога му се потребни дуи и албанците како поддршка да направи влада, тогаш се е во ред. Од нивна страна, кога тие спроведуваат проширување на употребата на албанскиот јазик, носат закон за амнестија на хашките случаи, сето тоа е влог во градење на државата, а сега одеднаш кога ВМРО ДПМН Груевски излегува од игра, не може да биде премиер и нема да ја прави владата, се руши државата. Едно прашање само Значи, ти поставам. Зошто тогаш не се договорија со платформата? Ако сметаш дека сега, било така. значи, не знаеме зашто не се договориле, ама она што го знаеме од ДУИ кажува две работи. Платформата никогаш не била проблем. Тие кажат Сеја дека е било проблем. Ова Сеја кога и цитираше правната Бујар држава. Османи, јас ќе го цитирам Бујар Османи. Сеја било Има проблем. изјава која Тоа е вика изјавата од не Бујар. постои разлика знам. помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН што се спремни да прифатат од етничките барања на партиите на албанците. Кое што истото беше Други побиено од страна на ВМРО ДПМН. Кои ДПМН. викаат ВМРО прифати уште повеќе од она што СДСМ. Кое да што бидеме беше јасни. побиено од Божиновски, страна на да. ВМРО Ама види ДПМН. сега, и Излезе дека согласам- проблемот беше СЈО Ќе се според нив. согласам со тебе во една работа, дека не знаеме како се водат тие разговори, има причина зашто не знаеме. Многу ретко договорите, преговорите коалициони, не само Македонија, во цел свет, кога се прават меѓу влади, не можат да бидат целосно транспарентни. Заради природата на преговарање, сигурно се го разберете. И има многу, Ама ние нема више- транспарентност. ама Заради ние таа више нетранспарентност, знаеме, има пополека многу излегуваат спекулации работи. И секој се Пополека излегуваат ама работи. ќе прекинам Кога дебата, ама тука преговара само за да ВМРО дадам едно и појаснение. Дуи која се Божиновски, договара, една реченица. немаше Само немаше сакам немаше ако од дебата, ама типот да се слушаме. двојазичен денар изјава на Да се Бујар слушаме Османи. ако Сега може. излезе таа. Ајде една реченица и да појасниме малце. Кога беше реакцијата од ВМРО ДПМН, зошто и како не може да се направи влада или беше против ДИК, два пати повеќе простор има одвоено за напади на СЈО. Значи СЈО беше централна тема на ВМРО ДПМН и нападите кон СЈО, дека тоа е дел од еден глобален заговор против Груевски и против владата. Значи очигледно е дека за нив СЈО е голема непремостлива пречка и сакаат да ја замрат таа институција да престане да функционира. Добро. По моје убедување, мислам по најголемо уверување на јавноста во Република Македонија, Груевски нема проблем со прифаќањето на јазикот, со прифаќањето на платформата, има голем проблем со СЈО. Само Не да е точно појаснам дека тоа осата им вечерва од само јавноста на Божиновски, Македонија Божиновски. дека повеќето да, го веруваат предлог тоа. законот што го Да се разбереме, не е точно Божиновски, тоа. Само да ви кажам. Една реплика Вечерва може се ли? објави предлог закон на албанскиот јазик на СДСМ, вели со позајмени делови од предлог законот на ВМРО, на АЛСА. За сите точки за кои што е разговарано со СДСМ, е разговарано сигурно и со ВМРО ДПМН. Според овие информации се разговарало и за албанскиот јазик во судството. Законот за албански јазик понуден и од ВМРО ДПМН бил употреба на овој јазик на сите судски рочишта, дури и ако една од странките во судскиот процес, обвинетиот, тужителот, адвокатот биле албанци. Албанскиот јазик да биде во извршната власт и легислативата, двојазични материјали да се нудат и во владата и во собранието. Албанскиот јазик да стои на амблемите, значи согласување од ВМРО, да бидат двојазични. Албанскиот јазик да биде на табелите, А што кој и го сега каже се тоа? случува. Извини Албанскиот јазик да биде во документите. Ова се брифинзи од ДУИ, затоа што ДУИ разговарале и со едните и со другите. Не, туку Повелете за тоа Новаковски. што Дуи сега сака да каже дека еве ние не договоривме ништо плюс со СДСМ, него тоа го прифати ВМРО ДПМН, ама заради СЈО ние не се договоривме. Абе Тоа доста беше со тоа официјална СЈО. изјава. Тоа беше Значи, официјална изјава. Која на што ДУИ. беше побиена страна Значи, на ВМРО дозволи, ДПМН, ја сега ви им верувам, веруваме на Дуи, Добро, но и ние нема да им Новаковски само веруваме. добро. А закон во 2008 за А употреба што се на случи албански сега со јазик и СЈО? проширување во 2011 кој го донесе? Едно тоа? прашање. Со Ако- СЈО што ќе се случи ако со биле- тоа што Дуи не се договори со ВМРО, се договори со СДСМ? Ќе му се продолжи сега мандатот? Ако биле ВМРО Нема. принципиелно против употреба на Добро, албански Талевски ве јазик, молам. Тоа што? Повелете Новаковски. Добро, јас би сакал да навлезам малку околу тактизирањата што ги прават овие 4 политички партии и сега 5 колку се во однос на употребата на јазиците, во однос на имплементацијата на Охридскиот договор. Уште 2002 година, кога почна имплементацијата, јас знам дека кога ќе дојдеше писмо на албански јазик во собрание, се дигаше таква галама како не знам што да се случува. Потоа исто така во еден период кога ќе земеше да води седница председател на комисија, тоа беше паника на пуштање седнице, во се вода на албански во собрание сега седниците,
Сега би сакал друго, поентата ми е друга, не навлегувам околу деталите, бидејќи стварно не знам ниту СД што договорил, ако се соговорниците појки информирани, тоа е друго прашање, ниту па што ВМРО договори. Во однос на мандатот на СЕО, ние зборуваме за поднесување на обвиненија, е мандатот, значи истекува тој рокот од 18 месеци. Но јас сметам дека проблемот не е само во СЕО. Проблемот е што премногу ДУИ тактизира. Значи, ние гледаме еден период после завршување на изборите, кога ДУИ стапува со теза дека без нашите 10 пратеници нема влада. Зашто тој проблем се отвара сега тоа прашање? Значи, кога знаеме дека целиот период од 2 години се наоѓаме во константна политичка криза. И после нашава дебата и вакви дискусии, ние повторно не ќе знае народот што вистина се случува и вистина ќе имаме протести од сите страни. Затоа мислам дека околу овие прашања и ДУИ е свесен дека без двотретинско мнозинство нема да му поминат во собрание. И сега мислам дека овде се тренираат мускули и сите се спремаат за следните избори. Дефинитивно кампањата е почната затоа што сите играат на националната карта. И ние да не се правиме сега неми пред тој факт. Иначе што би тренирал некои мускули на прашања кои се осетливи, вистина се осетливи, и кажувам, ние кога бевме на една посета, например, во Финска, ни кажа, ако овие прашања не ги затворите, ние не ги затворивме, тоа беше 2003, сега сме 2017. Вие уште 100 години нема да ги затворите тие прашања, директно ги кажа човек кој имплементирал овие прашања во Финска со шведското малцинство кој има само 6%. И тие почнаа да не ги користат, ни преводите веќе не ги користат. Кога некој пратеник ќе збори шведски, само за да го разбудат, тогаш зборуваат на еден од јазиците. Значи, зборовме ние константно. Јас сум сериозно загрижен зашто сега се отворија прашањата и зашто има потреба, например, од ДУИ да настапува со тезата дека без нас нема влада. И сега вчера имаме понуда директна дека ево ги пратениците и ево составите влада. Значи, ако не партиципирате вие во извршна власт, што би направил и кој е тој што ќе направи нешто со 49 пратеници? Значи, ДУИ калкулира и со неговото учество како тој ќе имплементира овие сиве прифатени... Јас да го прашувам јавно како тој ќе имплементира ако не учествува во власта. А тоа ќе го покажи времето, ако јас мислам дека за тоа се сомневам во сите овие потези на сите без разлика, дека се калкулира и сите се спремаат за следни избори. Во однос на ова, контролните механизми постоеле и во 10-те години во кои што владееле ВМРО, ДПМН и ДУИ, во однос на употребата на албанскиот јазик. Меѓутоа, очигледно дека не работеле доволно. Сега одеднаш ДУИ го извади и тоа на површина и повторно бара контролни механизми да се види дали се спроведува јазикот со казни, и тука се опишани казните. Дали вие сметате зошто ВМРО значи одеднаш ја засили таа реторика и создава вакви протести заради тоа што не може да формира влада и не формираше, од друга страна 10 години можеше да каже што им пречи од страна на ДУИ, затоа што многу закони, еве тука сите контроли покажуваат што се е во законските норми, а што не се спроведувала онака како што треба во однос на локалната самоуправа, например. Види, значи прва работа. На изборите на 11 декември никој не гласаше за платформа, некаква. Која што ќе ја спроведат и која што ќе ја направат е тиран. Ниту еден гласач на ВМРО, ДПМН и на СДСМ не гласаше за таква платформа. Таа искочи после изборите. Само да кажам, 4% од луѓето во анкетите на Телма пред изборите велеа дека им се битни прашањата во однос на јазикот. Над 30% велеа дека им се битни социјалниот статус и вработувањето. Затоа и се гласаше. Социјалниот статус секогаш е битен, но ние немавме платформа пред изборите. Ако веќе требало да се дискутира за тоа, повели извади ја таа платформа и кажи кој ја прифаќа, кој не ја прифаќа, што сакаме ние, што нудиме ние, нека излезе и ВМРО, нека излезе и СДСМ. Па народот нека си одлучи. После, од кога излезе таа платформа? Значи,
се преговараше со едни, сега се преговара со други. Јавноста воопшто ништо не знае и се нафрлуваат одредени податоци кои што не знаеме се уште ни дали се точни. Треба да го видиме тој предлог закон која содржи таа платформа и да одлучиме. Но ако вчера излезе Никола Груевски, кој што е председател на партијата која што победи на изборите, има 57 пратеник и кажа безусловно ќе ја поддржам СДСМ, само да не ја прифати платформата на албанците, што сака друго нека прави, тогаш ја навистина не гледам проблем. Зошто СДСМ не би го направило тоа, а од друга страна гледам огромен проблем во однос на таа платформа. Затоа не се направи македонска платформа и никој за тоа не зборуваше нема во време зашто, кога ВМРО ја формираше и се обидуваше да ја формира владата. Нема зашто да се прави македонска платформа. Не така ми звучи ова. Ама еве бланко поддршка. Жане, бланко поддршка има. СДСМ нека си направи влада, со среќа нека им е. ВМРО им вика, само не ја прифаќате платформата, имате бланко поддршка од нас последните 4 години. Ништо повеќе, никаков услов повеќе. Ја не го гледам тука проблемот зашто тоа не било направило. Сега само од друга страна веќе стварно почнува да ме плаши што се има во таа платформа, што ВМРО ДПМН излегува со ваква бланко понуда кон СДСМ. Може, да. Извини, ако Да, дебатирајте слободно. Тоа само не ми е јасно, значи. А очигледно дека има нешто. Ова сега кажам, ова риторика на шо има задни намери не враќа во 90-ти и поназад, каде што ги третираме, обсервираме. Не бе риторика, дозволи, осте на страна. Сега, дозволи. Имаш понуда прифатија. Ама дозволи сега. Таа понуда го имаше Груевски мандатот, не се обрати воопшто кон Заев, кон СДСМ. Ако беше искро, па да ја даде таа понуда, да речи тогаш требаше Заев да даде таа понуда. Ама чекај, го имаше Груевски мандатот и преговараше, се согласивме сите дека преговарал за платформата со ДУИ. И во ниту еден момент од тие 20 дена и видел дека е страшна и во ниту еден момент од тие 20 дена не го кренал телефонот да рече бе Зоки, ајде ние да направиме влада, имаме 100 пратеници. Сега кога е сосема известно дека ќе биде направено поинакво парламентарно мнозинство и ВМРО ДПМН ќе оди во опозиција. И од кога е известно дека цела платформа е прифатена, те слушав, дозволи, се не ми упаја во збор. Значи јас сум убеден дека ВМРО ДПМН и Груевски апсолутно се прифатили од платформата. И како се убеден пишале таму се што сакале. Па нека излезе тоа ако подпишано. Нека би излезе бе да некако. Поентата ми е следна. Се соочуваме со ситни за сега ситни политички игри за да се спречи мирен трансфер на власт. И ќе биде ужасно за Република Македонија, за демократијата, ако тие ситни игри станат многу покрупни. Тестот за промена на власта е еден од најсериозните тестови за консолидација на демократијата. Ние го положивме 2 пати успешно, 3 пати. Во првиот пат во 98 не се знаеш. И знаеш ти дека теоретски се смета демократија консолидирана ако 2 пати се смени власт. 98 никогаш порано немало промена на власта, се помина мирно. 2002 дали ќе биде, нема да биде, се помина мирно и сега понатаму мислиме исто и во 2006 имавме уште една трета промена на власта, се помина мирно. И викаме дека сме теоретски земено сме ни положили ако тестовите да бидеме консолидирана демократија. Сега веќе се јавува тука проблем. Се јавува една риторика која ги опишува и ги прави партиите на етничките албанци и етничките албанци во Република Македонија ги карактеризира како внатрешни непријатели. Значи не може Груевски да вика дека сега унитарноста на државата е загрозена, без малку се зборуваме дали се уште им се синхронизирани нивните настапи, дали се координирани, во влада се уште се заедно партнери, во техничката влада 10 години биле заедно на власт. Ова е промената во тоа ми е зборот во риториката. Во опишувањето на албанците и престапувањето кон нив има некоја платформа од Тирана, ние крадат државата, тоа е поразително. Какви тоа синхронизирани настапи? Многу добро. Ако синхронизирани ќе се направи влада. Знаеш ти многу добро тоа разборување на етнички национализам колку е опасно за Република Македонија. Може апсолутно не само да е тоа е тоа. Тоа е вистинската закана за стабилност на национализам кога некој ти нуди платформа
кај што ќе треба да прифатиш некаков геноцид на албанците од 12 до 56, што нема никаква врска со реалноста. Не, тоа е дел од платформата. Ама тоа е дел од платформа. Тоа не е национализам. А ако некој македонец случајно каже, бе, чекај, ние сме македонци и сакаме да бидеме во Македонија да говориме македонски, тогаш тоа е национализам. Па не може, бе, доста е, бе, да не веќе. Доста е, бе, да не веќе. Доста е веќе. Никој не ти оспори тоа. Доста е веќе, навистина. Правата и можностите на македонците луѓето да се тераат да се срамат од тоа дека се македонци, имаме проблем ние со тоа. Апсолутно се срамат. Апсолутно. Некој се обидува да им го наметне тоа. Мнозинство во една држава има и да носиш одредена одговорност. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Од 2001 па наваму Дуи не била само 2 години во влада. Колку министри имале, со колку пратеници имале, дали се проширувале кабинетите и кои биле нивните барања и договори со ВМРО ДПМН, што оствариле, а што не оствариле. Александар Манасиев го има фактографот за оваа партија. Со најмалку пратенички места од своето формирање, Дуи влегува во идното собрание без конечна одлука дали ќе бидат власт или опозиција. Апетитите на интегративците растеа од година во година. Дуи стана политички фактор по конфликтот во 2001 година. Народски кажано, од планина се симнаа директно во парламентот. Со законот за амнестија беше амнестирано и нивното учество во конфликтот, па барем на хартија без грев влегува во собранието. Набргу станаа трет политички фактор во земјава и прва партија кај албанското гласачко тело. На првите нивни избори во 2002 година добија 16 пратенички места. Тоа им донесе комотна позиција во постконфликтната влада на Црвенковски. Очигледно немаше место за многу преговори и условувања, со оглед дека целата ситуација беше мониторирана од меѓународната заедница. Во првата влада тие добија заменик премиер и 5 министерски места, вклучувајќи заменик министер за внатрешни работи. Дуи го задржа гласачкото тело и во 2006 година, освојувајќи 17 пратенички места. Сепак не беа дел од новата влада на Груевски, кој одлучи да коалицира со второрангираната партија од албанскиот политички блок ДПА. Во 2008 година Дуи освои дотогаш најмногу пратенички места, 18. Од дотогаш трае бракот од интерес со ВМРО ДПМН. Преговорите меѓу овие две партии отидоа во прилог на интегративците, па добија заменик премиер, 5 министерски места, 3 заменици и 2 државни секретари. Во 2011-та нивниот рейтинг опадна, но апетитите се зголемија. Повторно беа најголемата партија во албанскиот блок, но со 3 пратеници помалку од претходните избори. На преговарачка маса сепак изголемија барањата. Добија 2 вице-премиери, 5 министерски места и 4 заменици министри и дури 7 државни секретари. Најмногу контраверзии имаше околу позицијата министер за одбрана, кога при реконструкцијата на владата во 2013-та челното место во ова министерство го доби Талат Джафери, познат како командант Форина. Најдобар резултат Дуи постигна во 2014 година, кога добија 19 пратенички места. Тоа им донесе 2 вице-премиери и 7 министри. Коалицијата со ВМРО ДПМН ја дестабилизира бомбите на опозицијата, пошто следеа предвремени избори во 2016 година, кога Дуи постигна најслаб резултат до сега – 10 пратенички места. По овие избори Дуи беа носители на така наречената платформа на албанците, околу која наводно се повлекуваа клучните потези при одлучувањето дали ќе учествуваат во новата влада или не. Некои од главните поенти во платформата Дуи имаше доволно време да ги спроведе уште од 2008 година, од кога непрекинато се на власт. Токму тогаш беше донесен законот за јазиците, кој го зборуваат припадниците на малцинските заедници. Законот на хартија постои, но не целосно се применува до денеска. Слична е и состојбата со равномерната економска и социјална еднакост преку еднаков регионален развој, каде можеби најмногу се потврли. Правичната застапеност за вработување во државната служба беше еден од главните проблеми. Вработувањето по рамковен договор имаше, но главен проблем беа огромната маса на луѓе кои земаа плата од државната сметка, а воопшто не доаѓаа на работа. За време на своето владење, Дуи не успеа да го протне ниту законот за борците на ОНА, но постигнаа политички компромис да не се гонат хашките случаи во кои беше вмешано раководството на ОНА. Некогашните борци во ровови, денеска се борци на шаховската политичка табла. Сепак, Ахмети се уште не го повлекува клучниот шаховски потек. Неизвестно е дали ќе учествува во новата влада, предводена од СДСМ или ќе биде опозиција која ќе им даде подршка на власта.
Новаковски, еве како изгледала власта на ДУИ во изминативе години и кои се работи биле донесени и во тој политички брак со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, ваквото нивно однесување денеска ќе бидат во власт, нема да бидат, ќе спроведат ли контролен механизам и на таа платформа или нема да спроведат, затоа што треба да си внатре во процесите за да контролираш, е нејасно. Меѓутоа, две работи се наметнуваат. Едната е се губи времето на СЕО, кој што има ограничен мандат. Колку се пролонгира создавањето на коалициона влада со СДСМ, толку и нивниот мандат ќе може да биде неизвесен. И втората работа, вие веќе рековте дека сето ова има реторика и вовед во кампања за локални избори. Меѓутоа, прашањето е дали и кога ќе се одржат локалните избори. Иако постои законски рок, се распишуваат во првата недела на март, чинам дека беше, ги распишува собранието. Ниту имаме собрани негов председател, ниту 5 март е многу блиску, а владата не е составена. Можно ли е, еве, многу е неизвестно воопшто дали ќе се одржат тие локални избори? Па добро, тоа нешто испаѓа исто како со доделување на мандатот, значи многу работи се нејасни, но а законски факт е, пропишани. Да, а законски пропишани, но со многу пропусти. Јас сето ова го базирам на договорите, значи задниве 2 години се направија неколку договори, Пржински договор, во кој сите одлуки ги носеа 4 лидери на политички партии со нивните правни тимови, и сега дојдовме во ситуација и после изборите многу работи повторно да не се. Меѓутоа не во собрание. Значи ние немаме доволно капацитет, она што го кажавме за жал после толку години, да сватиме дека сме во сериозна ситуација и морат да се донесат одлуките и да се настапи веќе во ситуација кога собранието ево колку време не работи. Меѓутоа според изборниот законник изборите ги распишува председателот на собранието. Тој ги определува и законник, по уставот не е споменато кој ги распишува, но ајде да не ја комплицираме ситуацијата, но ако земеме правно може повторно некој да се најде повикан и да искомплицира, бидејќи во уставот стои дека председателот на собрание ги распишува изборите за председател на државата и за пратеници. Никаде не се спомнати во тој член локалните избори и за советите. Затоа, ќе кажам, значи, нема потреба од комплицирање, работата не е во моментов за да се комплицира. Може ли да се пролонгира, датумот кој е зацртан дека на 5 март? Не постои можност за пролонгирање во овој момент, бидејќи во изборниот законник е ставено дека првата половина на мај. Значи, со оглед дека изборите по изборниот законник, повторно ќе кажам, сите измени донесени се со консензус на сите политички партии, значи таму имаат определено прва половина на мај, рокот гази, 70 до 90 дена се предвидени, значи ако земеме изборите на 23 април беа објавени конечни резултати, збориме со тие прегласувања кои беа во Долнен и во општина Центар, а да не зборуваме за оние општини кои завршија и во прв круг имавме, советите беа конституирани во прв круг. Да, меѓутоа сега е неизвестно и кој ќе ги распише и кој ќе ги спроведе изборите. Која влада ќе ги спроведе? Прво има државна изборна комисија која треба да ги спроведе, ова се работи за локални избори. Значи, да не ја мешаме централната влада? Па да не ја мешаме. Затоа што имаш опција дали тоа би била техничка влада, постоечката влада? Нели изборна комисија која има капацитет барем во државна администрација, која е фрапантна бројка како едно министерство. Значи, и како што знаеме дека локалните избори, од кога ќе се распишат, се доставува до Државната изборна комисија, се доставува до Министерство за правда, Министерство за внатрешни. Значи, повторно, ако се јави недовербата дека нема кој да ги спроведе, мислам дека не е така. Меѓутоа, сега прашањето ми е, ако не се формира влада, можеше 20 дена да разговараат за составот на кабинетот? Можност, да, можност постоеше. Не имаме случај кога локалните избори 2005-та беа одложени, беше продолжен мандатот, затоа што имавме и референдум. Јас бев член тогаш на комисијата, знам, за референдум и за локални избори 2005-та, но сега таква можност не постои. Значи, затоа треба да се изнајде начин, барем кога веќе имаме понуда, ево,
дека сите се согласни дека треба да се формира влада, собранието е конституирано, значи може да се направи напор да се избере председател на собрание и да се распишат изборите. Бидејќи локалните избори, јас во овој момент не гледам можност, ако собранието не ги распише, нема никој да ги одложи локалните избори. Значи мора да се конституира собранието, тоа е факт. Конституирано е собранието, него не функционира. Значи, меѓутоа спекулација би бил... Тоа исто ќе се случи со советите, исто ќе се случи со градоначалниците, исто ќе се случи со сите локални единици. Не може да бидат врзани раците на Заев доколку доколку се прологира формирањето на влада и локалните избори, затоа што тој во време на изборна кампања ќе не може да менува кадри во втор, во трет ешалон. Значи многу работи нема да може да ги направи. Нема да може, тоа мислам дека си се свесни дека тоа го договорија и во изборниот закон точно определено по одредени членови таксативно наброено кој работи. Значи затоа мислам дека рокот кој предолго се пролонгира и во локалната власт, и во локалната власт веќе во натрепартиски избори се распишуваат кој ќе биде градоначалник, кој ќе биде членови на совет, немаме многу сериозен проблем. Значи затоа треба истите тие да го решат овој проблем. Кога веќе се повикуваат, не би било на одмет собранието да ги распишат локалните избори, а во однос и на евентуално изнаоѓање законско решение, пример, за одлагање на локалните избори, повторно најповикано е собранието. Не може никој друг, ниту владата, може по предлог на владата, али повторно собранието. Значи, немаме проблем со почнување со работа на собранието. А собранието, дека не се избере председател на собрание, а мислам дека не е тешко да се најде соодветна личност која би проблемот била е да се свика собранието и да се одржи седница. Тоа е цело време она што го зборувавме и кога Па нели како се свика, значи што не зависеше и од сите овие преговори за формирање на влада, собранието можеше да функционира. Може и сега се да видеше се свика. парламентарното мнозинство. Мислам, може да се свика. Значи без оглед дали има влада или нема влада. Барем тие работни тела кои се најповикани да е средат работата со изборот на председателот на собрание и со распишување на локалните избори. Талевски, она што се дискутираше за сето ова време беше зошто не функционира собранието, ќе се видеше парламентарното мнозинство. Па да, ама проблем е тоа, ние сме во се уште во процес на создавање на парламентарното мнозинство. Од тука може ли да се случи дуи да даде подписи 67 да има за влада, а да гласа некако поинаку во собрание? Па затоа викаме дека е многу несериозно на што го прават ова нивно калкулирање, пролонгирање, се очекува една поголема предвидливост и сериозност во нивните постапки. И БЕС и Алијансата исто рекоа ќе даеме подписи, али не знаеме после. Па исто и за нив тоа се однесува. Значи проблемот на нефункционалноста на собранието е неможност да се создаде парламентарно мнозинство кој е предуслов за бирање на председател на собрание прво, а после се друго гласање за влада. Иако не се согласувам со себе дека и без да имаме функционална промена во влада или бидејќи се имаме влада со со никаков политички легитимитет, имаме некоја хибридна влада која е постпржинска, предпржинска, има членови на владата кои се во директен конфликт со уставот, имаат во исто време и пратенички намази членови, значи тоа е една каша попара, која што ја не гледам како може, знаете, таа извршно тело да биде дел од, се согласувам дека формално правно Државната изборна комисија ги организира спроведу изборите, а потребна е соработка од Министерството за внатрешни работи. После на другите избори проблем беше и нотирано и во Прибој, заради тоа имавме и пржински договори од војувањето на државата од партијата. Мислам дека е нерационално и нелогично да се очекува дека сегашниот состав на влада може да остане какво и да е со сите проблеми кои што ги има, а теоретски може да калкулира. Теоретски може, али во пракса нема шанса да се случи. Јас споменував за оставање, јас споменав за собранието како собрание, каде се избрани сите на непоследни избори и таму да земеме, значи ние имаме проблем со функционирањето. Проблем е исто со роковите. А јас не гледам зашто е проблем да се избере председател на собрание. Проблем е со роковите, можеби. Ако сака да се блокира некој државата, тогаш постојат сите инструменти. Проблем е со роковите, можеби нема да се стигне. А владата дали ќе се избере, не можеме да знаеме. Дека имаше
одложување на изборите локални 2013. Оти имаше бойкот, па ќе има избори, нема да има, па се преговори имаше, да. Да, и ги одложија, имаше посебни правила. Сега сме по теснец. Предвидено е тоа во законот, најдобро е за да имаме стабилност и предвидливост, да се испочитуваат законските одредби и норми. Во овој период се уште има време да се состави парламентарно мнозинство, да се избери председател на собрание и тоа да функционира. И тоа да се функционира. Божиновски, во една ваква атмосфера, кога на улиците има протести, кои што се плашат луѓето дали тоа ќе се продаде името, унитарна ли ќе биде државата, како ќе се спроведе двојазичноста. Дали всушност тоа ќе значи барање за одлагање на локалните избори од ВМРО ДПМН со оглед на тоа што можеби не им одговара на ваквата политичка атмосфера и дали сето тоа е вовед во одлагање на локалните избори? Не верувам зашто ВМРО ДПМН би говорело одлагање на изборите. Ако се сеќавате, па за да може да се остави простор за една ваква кампања. Не, ама единствена партија која што повика да има нови избори со цел да се реши политичката криза во Македонија беше ВМРО ДПМН. А потоа не се го повтори барањето. Не, они го повторуваат. Не беа настојчиви во однос на цело време го повторуваат. Другите беа. Значи имавме ние од други изјави да и ние сме за избори, ама не е добро за Македонија. Да и ние сме за избори, ама не е добро за Македонија. Ја не гледам што не е добро за Македонија или што е добро. Нема да влијае на функционирањето и на собранието, и на владата, и на спроведување на избори. Сметам дека нема ВМРО ДПМН биде таа која што ќе побара одлагање на изборите, сигурно. Ако некој побара одлагање на локалните избори, тоа може СДСМ да биде. Затоа што не верувам дека благонаклоно ќе гледаат гласачите на СДСМ на тоа што е прифатено од платформата која ќе излезе, мора да излезе тоа сега, кај да е. Така да може они да побараат одложување на изборите и тоа за таму септември, октомври, ноември, не знам, другата година може за 2 години. Последната анкета на Тилма покажа изедначеност во однос на изјаснувањето на граѓаните во однос на ВМРО ДПМН и СДСМ. Во губиток беше ДУИ во однос на БЕСА, меѓутоа и албанското гласачко тело кое беше во пораст, кое ќе гласа за СДСМ. И тој феномен и го натаму така супер, останува. зашто СДСМ не ги прифати изборите што ги понуди ВМРО ДПМН? Ако е така, тогаш одлично за СДСМ. Сега ќе видиме, ако ВМРО ДПМН побара одлагање на изборите, тогаш да, во право сте. Ама ако СДСМ побара пак одлагање и се обиде да ги одложи изборите, тогаш нека да е баш така. Кај води тогаш оваа атмосфера и овие протести, па ве гледам и вие со емоции настапувате во однос на нели прашањето на платформата? Значи, мене најмногу ме иритира нешто што кога некој сака од надвор да ни е скрои судбината, значи не може некаков си премиер на некоја соседна држава да ни кажува нас тука како ние и што треба да прифаќаме и за што треба да преговараме. Јас излегов уште на 11 декември со оглед на поставеноста на мандатите, која веќе се знаеше од прилика, нели после се имаше прегласување, но горе доле се знае мандатите, дали ќе 51-49 не е битно. Излегов со тврдење дека за да се реши ова најдобро да има нови избори, бидејќи статистички е невозможно повторно да се поклопи тоа истото. Дури да имаат слична подршка едната и другата партија, немаше пак да дојде ситуација со 2 мандати само разлика. И ДУИ со 10 мандати да се постави како значи партија која што сега го искористи моментот, тоа некои отворено го говореа од етничките албанци и од интелектуалните кругови, сега е моментот да ги притиснеме ВМРО и СДСМ да ни дадат све што сакаме. И тоа гледаме во пракса дека се остварува. Сметате ли вие дека ваквата атмосфера во Македонија, новаковски, на протести кои што во петокот беа помали, денеска имаше повеќе народи, беа поорганизирани, ВМРО очигледно дека стои зад тие протести, ќе влијае генерално на целиот политички процес. Ако кризата досега беше таква да навистина веќе на база на преговори помеѓу четирите партии, остварување или не на Пражинскиот договор, сега има една повжештена атмосфера. Добро, јас повторно ќе кажам дека после овие избори очигледно резултатите изненадија многу партии. Ево ако земеме дека ДПА како партија освои многу мал број на пратеници, се појави нова партија и сега мене ми доаѓа оваа ситуација како да се све прави меѓу тие албански политички партии да се билда рейтингот, значи
фокусот е ставен на локалните избори. Меѓутоа, ако зборуваме за ВМРО ДПМН, тие ја користеа таа реторика против Заев во однос на националните прашања и во однос на јазикот, како во последно време да ретерираат составот појавувајќи се на многу албански медиуми, давајќи интервјуа во Косово и слично. Сите се свесни дека сите детали од платформата ќе излезат во јавност. Значи и тоа што прифатил ВМРО и тоа што прифатил СДС. Бидејќи преговорите се водеа стварно тајно, ако имајте во предвид дека ниту потпаролите на политичките партии кои преговараа со ДУИ не даваа изјави. Изјавите ги даваше само потпаролите од ДУИ. Значи никој не даваше изјава. Ама тие сите работи ќе излезат на површина. И сега да се вратиме на прашањето. Според мене, целава ситуација која се создава веќе не е ситуација да се остави и да биде некој среќен дали ќе формира влада или не. Значи, ситуацијата полека се губи контролата. Бидејќи ако имаме во предвид дека, повторно ќе кажам, ако ние овде на масава точно не знаеме, ево јас за себе кажувам, кој што договорил со платформата, а јавно е коментираме и детали изнесуваме, ние сме несериозни. А веќе се изнесуваат детали. Добро, во однос на тоа и Груевски во интервјуто кажа детали кои што му биле понудени. Детали, ама не се кажани детали кои се прифатени. Кои се прифатени, туку што се нудел. Значи, докаде е границата? Значи, кој кажа детали? Јас не слушнав никој да кажа тоа го прифативме, тоа не. И сега доаѓаме до ситуација, па и ДУИ дека е свесен дека без двотретинско мнозинство многу работи не ќе може да ги помине, а преговара секој ден, па калкулира со поддршката во извршна власт, дали ќе дава министри или не. Меѓутоа, дали само ДУИ калкулира, туку и ВМРО ДПМН, унитарноста на државата и уставот... Очигледно се калкулира кога веќе почнуваат луѓето да прашуваат секој што малку од оваа материја упатен, дали е точно дека е договорено тоа и тоа. Значи, ние сме осетливо подрачје и сега тоа све повеќе зема замав. Значи, јас сериозно сметам дека овдека нема да се одвиваат работите како што некој ги замислил. Ке им излезат од контрола, затоа мислам дека треба да се... Бидејќи, ево, ако успее СДСМ да ја направи, пример, владата, повторно ќе му е потребна поддршката од опозиција за многу работи. Па и обратно. Не ќе може ДУИ да диктира со 10 пратеници. Другова беше кога беше ситуација, кога имаше 19, 17, па не многу зависеше, сега зависи од однесувањето на беса. Во овие услови, значи додавме во ситуација дека премногу се уште ќе се калкулира. Затоа е потребно, можеби некој се надева на некои работи кои би се случиле во извесен период, но потребно е според мене да се остави, а тешко во овој момент, владењето на правото, значи без нова влада ќе биде мисловна именка. И ќе дојдеме во уште потешка ситуација. Она што го предвиде Груевски во интервјуто, операција во 4 фази. Создавање криза и дестабилизација, компрометирање на власта преку специјална психолошка војна, изборна смена на власта. Значи, интервјуто, доколку сте го следеле, го видовте сето она што тој го користеше како речник во однос на тоа што ќе се случува на Македонија, и тоа навистина звучеше страшно. Не, таа е една лоша пропаганда која што е сосема непотребна за ВМРО ДПМН и за Груевски, го става во една целосна политичка изолација и од домашни политички субјекти и од меѓународни. Се согласуваме, дека се согласиме дека би било корисно кога би имало поголема транспарентност и јавни настапи кои ќе бидат објективни и рационални, не овие ирационалности. Ова е повторно, Груевски ни е приказната дека жолти комби на прислушувале, дека имало клонирани базни станици, дека... Тоа нема врска со реалноста. Корисно ќе е да има повеќе транспарентност од страна на политичките партии и политички лидери, и треба да има малку спуштање на топката, да не се подгреваат страстите, посебно ниски страсти за добивање на некакви политички поени или за обструирање на насужно потреби реформи во владење на правото. Значи, истрагата, има неколку истраги кои сео ги води, кои мора да завршат и да бидат кристално чисти.
кој прислушкувал, зошто прислушкувал, кој ги давал налозите. Има тука работи кои се индикативни, а не гледаме спремност на, барем на лидерот на се уште на ВМРО ДПМН, не знам за другите делови во политичката партија, да се поддржат тие процеси. Добро, тој кажа дека е отворен за истрага против него и дека тоа нема да го... Ама видите, тоа повторно, тој се како... Тука има една фройдовска димензија, заев да дојде да ме апси. Било кој да е премиер, не апси други. Значи, ме разбирате, ако досега функционирало на тој начин, премиерот да дава налози на кој, на шо, како да му се случува мимо закон, мимо институции, крајно време тоа веќе... Тој очигледно не го смета за легитимно СЈО во однос на истрагите, па затоа може да се престани и работите мора да се вратат во една нормала. Треба и она што е насушно потребно помене, исто е да се конституира, да се врати политичкиот диалог. Значи да престанат политичките партии да се гледаат како непријатели. Од тука тргнува омразата, од тука тргнува поларизацијата. Да, за жал потоа се пренесува на народот. Протести и насилство. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа дебата. И за крај нема да ве прашам дали очекувате и кога нова влада, тоа прашање е многу неизвестно да го прогнозираме во однос на денови, ако се зема во пред 20 дена сега повторно ако преговараат ДУИ и СДСМ, БЕСА и Алијансата. Меѓутоа, од друга страна Хан даде порака дека очекува формирање на влада, очекува да се види новата влада. Тоа некои го сватија и како притисок, особено ВМРО ДПМН. Се најава турнеја на Могерини која што ќе дојде во Македонија, претпоставувам истото ќе го повтори. Сметате ли дека, еве, тука отворивме многу теми во однос на функционирање на парламент и самото формирање на влада, меѓутоа, што најбрзо може и најконкретно да се случи? Освен да го даде мандатот Иванов, тоа веќе на почетокот го кажавме, тоа мора да се направи. Нормално, меѓународната заедница сега они секогаш повикуваат, нели, за смирување, за составување на влада, за на некој начин воспоставување на тој политички диалог и мислам они се тука конзистентни во изминативе години, така да нема ништо чудно. Могерини ќе дојде бидејќи има балканска турнеја, така да не е ништо посебно или специјално за Македонија. Ние сме тие кои што треба да си ги решиме проблемите внатре. Најголем проблем е точно нема никаков политички диалог. Значи помеѓу партиите нема би рекол една политичка куртоазија барем да седнат и да разговараат и затоа све изгледа многу чудно, многу тајновито. На база на централните уште од Пржинскиот договор и сите тие преговори, значи све е таинствено, све е конспиративно, све некој е против другиот. Видете, колку помалку информации има, толку повеќе гласини. Се спекулира. Ма не, толку повеќе гласини има. Тоа е јасно, значи тоа не сме го измислиле ни или тоа да е специфично за кај. Колку е потранспарентно, односно информацијата е поцелосна, толку има помали шанси за да се шпекулира, односно да се шират гласини. Така да транспарентноста очигледно дека се уште не им е воопшто јака страна на политичките партии. И мислам дека воспоставување некаков диалог, малку барем политичка култура, која што сосема фали од македонската политичка сцена, и поголема транспарентност и пристап до релевантни информации. Ова е многу важно затоа што ние сме во изминативе 2,5 месеци бомбардирани со информации кои што за не е ни еден ден, за еден час или два се покажуваат како сосема неточни или сосема погрешни или извртени на некој начин. Потребно е тоа и за доброто на партиите, бидејќи така може и граѓаните да стигнат поголема доверба во тоа што ќе го кажат. Ги чекаат локални избори и ќе видиме дали ќе работат на себе или не. Прашање и со локалните. Ние не знаеме дали ќе имаме сега на 14 мај. Дискутиравме заради нетранспарентноста. Не знаеме што не чека. Вашите очекувања? Па моите очекувања се да прво и основно политичките партии со оглед на изразените во последно време ставови да собранието изнајдат начин да собранието профункционира во смисол да се види да се распишат локалните избори, значи да се тргне една ситуација во која
локалната власт ќе профункционира, тоа е основна потреба на луѓето, да не се остави со овој мандат изминат да продолжат да работат, бидејќи тие не ќе може да функционираат, ако се избере владата, да изнајдат начин барем да изберат да ги формираат телата во собранието по некој принцип кој досега функционирал, значи во собранието секогаш и опозицијата, позицијата имале рамномерно учество во сите тела во собранието и избор на председател, некоја соодветна личност прифатлива за сите и мислам дека голем проблем ќе се надмине. А во тој случај се добива и времето од 100 дена за новата влада да ја припреми работата која па ќе се види дали ќе се потребни нови избори или ќе се профункционираат системот. Бидејќи да не заборавиме, во прашање е и владењето на правото, судскиот систем, кој ги осеќа овие последици од нефункционирање на неколку власти во системот во државава и недозволиво е според мене за сериозни политичари. Ја не знам што ги заслучувам, а знам што посакувам. По моје мислење што е најдобро. Што е логично, според нас? Кај нас често се случуваат работи што не се логични. Али она што е најдобро е Иванов да го даде мандатот на Заев, да се договорат политичките партии кои веќе изразиле волја да го земат мандатот, да го комплетираат тоа во парламентарното мнозинство, а пораките многу интересно и индикативно од меѓународната заедница што доаѓаат од Хан и од НАТО, верувам и Могерини ќе ја повтори истата, е да се возможи во Македонија мирен трансфер на власта, ако е веќе изразена волјата со потписи на парламентарно мнозинство. И тоа е дел од парламентарната демократија. Несомнено е дека Груевски и ВМРО ДПМН има најмногу гласови, најмногу пратеници, добија шанса први да формираат влада, не успеаја. Сега се дава шанса на други, ако го има мнозинството во собрание, процесите кои што сами треба да ги направиме се тие кои што беа спомнати. Да почне собранието нормално да функционира, без бойкот од било која политичка партија, да има силен, авторитетен, кредибилен председател, една добра функционалност во работните тела, конструктивни дебати, за на крајот сето тоа мора да финишира со најургентно и најитно спроведување на реформите кои се во извештајот на пример се добро синтетизирани, али се сведува на темелни реформи во правосудството, да заекне владењето на правото и во Република Македонија да нема ниту еден политичар или друг избран функционер кој што може да биде над законите. Законот да се почитува и да се спроведува доследно за секој еден поединец и мислам дека сето ова можеме, ако го успееме, да го направиме мимо и локалните избори, Република Македонија од цела оваа криза ќе излезе со на цврсто, во следниот чекор ќе биде на цврсто тло во однос на нашата идна, градењето на нашата идна демократија. Ви благодарам на сите што учествувавте во оваа дебата и знам дека на новинарите и вас, аналитичарите, ви е многу тешко кога нели разговараме за нештата, немаме јасна слика од она што се преговара, меѓутоа вашите размислувања се битни во смисла на тоа да се даде фокус што треба да се направи и кои се приоритетите за оваа држава. Ви благодарам и вам и ви посакувам пријатна вечер со програмите на Телма.